Во вториот дел од топлотните услови ќе зборуваме за топлотна удобност. Ќе го објасниме поимот витален термички еквилибрум и ќе зборуваме за одржување на оптималната температура со регулирање на протокот на топлина. Понатаму ќе ги разгледаме условите кои возможуваат термичка удобност и тука спаѓа температурата на воздухот, релативната влажност на воздухот, движењето на воздухот и средната сончева температура. Покрај тоа, ќе зборуваме и за температурата на точка на роса и ќе го објасниме психометрискиот диаграм со што ќе дојдеме до зоната на удобност. На крајот ќе зборуваме за климата и кои конструкции и кој начин на градење е потребен зависно од климата. Во архитектурата, една од основните функции на зградите е да помогне во создавањето на топлотна удобност. Човекот е биолошка машина која ја согорува храната како гориво и произведува топлина како нуспроизвод. Тоа е процес сличен на оној кај автомобилот, кој го користи бензинот како гориво, а нуспроизводот е повторно топлината. Ако и човекот и автомобилот ги гледаме како машини, тие две машини мораат да бидат способни да ја оддаваат топлината за да не дојде до прегревање, односно со механизмите на спроведување на топлината да ја одржуваат оптималната температура. Човекот, како и сите топлокрвни животни, не може да живее без константна температура, која кај нас е одржувана на 37 целзиусови степени. Човековиот организам има механизам за постигнување на одржлива оптимална температура со регулирање на протокот на топлина. И тоа се одржува на следниот начин. Еден дел од топлината се губи со дишење, издишување на топол и влажен воздух. Поголем дел од протокот на топлина е преку кожата и количеството на крв што тече низ неа. Во лето загубата е поголема, па кожата е црвена, а во зимот циркулацијата е помала во близина на кожата за да се создаде изолација. Кожата содржи и потни жлезди кои контролираат загубата на топлина на телото преку испарување. Косата е дел од механизмот за загуба на топлината и кога ќе се наежиме е знак дека животинскиот механизам за дополнителна топлинска изолација се уште функционира. Телото лесно се аклиматизира на температурни и климатски промени. Прекумерната загуба на топлина се нарекува хипотермија, а недоволните топлински загуби се нарекуваат хипертермија. Нервните завршентоци не чувствуваат влажност и температура. Тие влажноста ја регистрираат со промена на pH вредноста, но затоа пак ја регистрираат топлинската спроводливост. Така металот кој има висока топлинска спроводливост ќе се почувствува како поладен од дрвото на иста температура. Кожата е тенка бариера за контрола на протокот на топлина во реалниот свет, каде што телото е изложено на постојан термички стрес. Затоа, облеката е еден вид на дополнителна термичка бариера. Зградата пак е крајна термална бариера за човекот од променливата температура на околината. За да се одржи виталниот термички еквилибрум, нашите тела мораат да загубат топлина со иста стапка со која метаболизмот ја произведува топлинската енергија. Тоа производство зависи од надворешната температура и од физичката активност. На сликата е покажано колку топлина се губи при одредена физичка активност. За да се разбере топлотната удобност, важно е да се знае кои се условите што овозможуваат топлината да биде изгубена. Тоа се температурата на воздухот, релативната влажност на воздухот, движењето на воздухот и средната сончева температура. Температурата на воздухот го одредува степенот на губење на топлината со струење на воздухот. Опсегот на удобност кај повеќето луѓе е од 20 целзиусови степени во лето и опсегот е таков заради топлата облека во зима. Релативната влажност на воздухот е поврзана со испарувањето, потењето односно, на влажноста на кожата. Сувиот воздух лесно ја апсорбира влажноста од кожата и на тој начин телото брзо се лади. Ако влажноста е 100%, тогаш целата водена пареа е во воздухот и не дозволува ладење со испарување.
За удобен живот, влажноста на воздухот треба да е над 20% во текот на целата година. 60% во лето и 80% во зима. Многу ниски нивои на влажност на воздух предизвикуваат сушење на воздухот во носот, устата, очите и кожата и низа респираторни проблеми. Високата влажност пак не овозможува ладење со испарување и поттикнува влажност, односно пот, на кожата што е непријатна за телото. Се појавува и мувла во објектите, која што исто така е непријатна појава. Движењето на воздухот влијае на загубата на топлина со конвекција и испарување. Брзината на движење на воздухот има голем нагласен ефект на загубата на топлина. Опсегот на удобност е од 0,1 до 0,3 метри во секунда. Движењето на воздухот над 3,2 км на час може да биде непријатно и уништувачко. Провевот е исто така непријатно ладење за човековото тело и е проблем за топлотната удобност. Средната сончева температура се разликува од температурата на воздухот. Тоа е ефектот на топлина кој се случува ако во убав сончев зимски ден се седи покрај прозорец на југ. Тогаш може да се почувствувате премногу топло, иако температурата на воздухот е само 24 целзиусови степени. Тоа е затоа што сончевите зраци ја подигаат средната сончева топлина на ниво повисоко од удобноста. Кога зраците заоѓаат, се осеќа студ, иако температурата повторно е 24 целзиусови степени. Овој пат ладното стакло ја спушта средната сончева температура и се чувствува нето загубите на зрачењето. Промените на температурата и влагата на воздухот можат да се прикажат во психометриски диаграм. Секоја точка представува примерок на воздух на одредена температура и со одредено ниво на влажност. Точката поставена вертикално нагоре по диаграмот покажува дека на одреден воздушен притисок се додава одредена влажност, додека точката поставена надолу значи дека се одзема водената парија или тоа се нарекува дехумидификација. Точката поставена кон десно покажува дека воздушниот примерок се загрева, а кон лево е прикажано ладење на воздухот. Но, што ќе се случи ако воздухот на 27 целзиусови степени е 40% релативна влажност се излади до температура 12 целзиусови степени? Како што се лади воздухот, постојано расте релативната влажност, се додека не се достигне 100% на околу 12 целзиусови степени. Оваа посебна точка до која достигнува температурата се нарекува температура на точка на росење. Во тој момент воздухот е целосно заситен со влага, односно со 100% влага и не може да прими повеќе, ниту пак да ја задржи влагата. Секое ладење под оваа точка резултира со кондензација, каде дел од водата испарува во воздухот. Воздухот постанатаму останува без влага и се дехумидифицира. Температурата на точка на росење е показател за тоа колку влага има во воздухот на секоја температура. Колку е точката на росење повисока, толку има повеќе влага во воздухот. Со психометрискиот диаграм се одредува латентната топлина содржана во воздушен примерок. Тоа не изненадува ако се знае дека водената парија е форма на латентна топлина. Термичката удобност се јавува кога телесните температури се одржуваат во тесен опсег, влажноста на кожата е ниска и напорите на телото за регулација на температурата се минимализирани. Одредена комбинација на температурата на воздухот, релативната влажност, движењето на воздухот и средната сончева температура резултира со она што за повеќето луѓе е термичка удобност. Термичката удобност зависи од температурата на воздухот и површинската температура на градежните компоненти. Освен тоа, да повториме, другите параметри на удобност се температура на воздухот, релативна влажност, струите на воздухот, воздушниот притисок, составот на воздухот, спроводливоста на воздухот,
затворените површини, температурата на површината, оптичките влијанија и така натаму. Но важна е физиологијата, полот, конституцијата и возраста на луѓето кои што престојуваат во одреден простор. Зоната на удобност е каде температурата на движењето на воздухот и средната сончева температура се земаат како фиксни, според движењето на средната сончева температура блиска до температурата на воздухот. Сепак, термичката удобност е субјективно чувство, состојба на умот што се изразува како задоволство на термичката средина. Термичката удобност варира од културата, годишното доба, здравјето, физичката активност, количеството на масти кои ги има човекот и така натаму. Зоната на удобност е цел на термичкиот дизајн на објектите, со што се дефинираат условите за топлинска удобност на околу 80% од населението. Промената на зоната на удобност настанува како резултат на влијанието на средната сончева температура. Така, например, просторија со поголеми површини на стакло мора да се чувствува потопла во зима и поладна во лето. Површината со големи прозорци создава висока средна сончева температура во текот на летото и ниска во текот на зимата. За секои 3 степени зголемување или намалување на средната сончева температура, воздушната температура мора да биде приспособена 2 степени во спротивна насока. Промената на зоната на удобност настанува со промена на движењето на воздухот. Кога температурата на воздухот во една просторија е премногу висока, се користиме со движење на воздухот. Ги отвараме прозорците или го вклучуваме вентилаторот. Секое зголемување на брзината на воздухот од 0,8 метри во секунда ја намалува температурата до 1 целзиусов степен во зоната на удобност. Промената на зоната на удобност е потребна и кога луѓето се занимаваат со физичка активност. Физичката активност кај луѓето ја растора зголеменото производство на топлина, па така гимнастичките сали се секогаш значително поладни од училниците. Во архитектурата, проектирањето во хармонија со климата е едно од првите сознанија во историјата на сите цивилизации. За проектирање во архитектурата и градењето важни се микроклиматските услови и макроклиматските услови. Архитектот треба да ја познава микроклимата на местото. Денеска човекот лесно ја менува микроклимата. Обработливото земјиште се менува во урбанизирана земја. Пустините се наводнуваат и се претвораат во градови и слично. Но ваквите промени често пати донесуваат последици. Глобалното затоплување и климатските промени се предизвикани во големи размери од согорувањето на фосилните горива, што пак представува зголемување на количината на јаглерод диоксид во воздухот. Јаглерод диоксид е транспарентен за соларната енергија, но не и за долгите бранови, со што атмосферата и земјата се загреваат и се случува феноменот познат како ефект на стаклена градина. Со тоа се менува климата во светот. Климата е во голема мера во функција на сончевите зраци. Аглите под кои паѓаат сончевите зраци по географска ширина го делат светот на климатски зони. Атмосферата се загрева главно преку соларната енергија што доспева до земјата. Енергијата што е апсорбирана на земјата е еднаква на енергијата што се зрачи назад во просторот на годишно ниво. Поради големиот топлински капацитет, водата не се загрева или лади толку брзо како земјата. На климата исто така влијаат северно-јужните воздушни струи, предизвикани од ротацијата на земјата, умереноста на температурните промени во областите опкружени со вода и екстремноста во континенталните делови, пренасочување и попречување на ветровите и влагата од планинските масиви, струење на воздухот во долините, влажноста на воздухот и создавањето на облаци кои спречуваат сончевата радијација. За проектирањето во архитектурата, освен макроклиматските услови, важни се и следните микроклиматски услови. Надморската височина. Колку е пострм наклонот на земјата, толку побрзо ќе се намалува температурата со зголемување на височината. Формата на земјата и ориентацијата.
Планините свртени на југ се потопли од северните, па така ски патеките се наоѓаат на север, а лозијата се пак на југ. Јужните планини исто така се заштитени од зимските ветрови кои се најчесто од север. Западните падини пак се потопли од источните, бидејќи периодот на високо соларно зрачење кореспондира со високи температури на амбиенталниот воздух попладне. Ниските области имаат тенденција да собираат базени од студен и тежок воздух, како што е случајот со Скопската котлина, и кога тој влажен и студен воздух се навлажни, се појавува магла. Се со страните на светот е обратно за јужната хемисфера. Големината, обликот и близината на водните тела, како што се морето, океанот, езерата и реките, исто така генерираат дневни наизменични ветрови и ја зголемуваат влажноста на воздухот. Типовите почва се особено значајни. Испарувањето на водата од почвата го лади воздухот над земјата. Светлообоениот песок може да рефлектира големо количество на сончева светлина, со што се намалува грењето на почвата, но се зголемува радиацискиот товар на луѓето и на објектите. Карпите, со својот висок топлински капацитет, може да апсорбираат топлина во текот на денот, а потоа да ја ослободат во текот на ноќта. Вегетацијата, растенијата, имаат можност за нијансирање и транспирација, со што го намалуваат значително воздушните и копнетите температури. Исто така, вегетацијата е важна затоа што ја зголемува влажноста на воздухот. Ниските дрва и грмушки го блокираат ветрот и воздухот стагнира, со што влажноста достигнува неповолно високо ниво. Растенијата во ладна клима може да го намалат ефектот на ладење на ветрот. Вегетацијата ја намалува исто така и бучавоста и го чисти воздухот од прашина и загадување во градските средини. Вештачките структури во градовите, како што се зградите, улиците, паркинзите, со својот број, големина и боја влијаат на микроклимата. Сенката на зградите може да креира ладовина во зимо кога е жешко летно сонце. Исто така зградите може да ги спречат ладните зимски ветрови. Големите асфалтни површини од улиците и тротоарите може да генерираат температури високи и до 60 целзиусови степени. Во лето, градовите може да бидат потопли и до 4 целзиусови степени од руралните средини, а сончевото зрачење е пониско за 20% поради загадувањето на воздухот. Влажноста на воздухот е помала за околу 6% заради намалување на износот од заситеното испарување.